Струмица е домаќин на ликовната колонија Свети Пантелеимон од Кочани. Во рамки на взаимната соработка меѓу Домот за деца и млади Благо Јанков Мучето и Бели Мугри од Кочани се организира оваа изложба која заедно со уште 3 настани се под капата на Министерството за култура во програмата од национален интерес. Од Домот за деца и млади од Струмица велат дека целта е да се зголеми меѓусебната соработка. А целта на нас како институција е да работиме, но и да соработуваме не само на ниво на општина Струмица и регионално, туку и со другите градови од Република Северна Македонија. Така овој пат тоа соработка која што сме ја воспоставиле во 2019 година продолжува и понатаму и ќе продолжи, се надеваме, бидејќи денес ги гледаме ликовните творби кои што се дел од Младинската ликовна колонија од 2019 и 2020 година, на кој што имаат учество многу млади луѓе од Републикава, така да можеби во наредната година или оваа година дел од нашите млади творци, ликовни творци, децата кои што на ликовните конкурси, на едукативните работилници, на цртањата на отворено доаѓаат во Домот за деца и млади, ќе имаат можност да бидат дел од оваа младинска ликовна колонија. Гостите од Кочани додаваат дека ликовната колонија Свети Пантелеимон низ годините добила посебна тежина и голем број ученици сакаат да бидат дел од неа. Младинската ликовна колонија која што во континуитет се одржува, дава се повеќе и повеќе плод во одржувањето на истата. Минатата година, поради пандемијата, истата не беше нити финансирана, нити одржана, меѓутоа овде во салонот на Дом на млади се изложени 21 платно, 21 дело создадено од најмладите за време на ликовна колонија која што се одржа во 2019 и 2020 година. Како што кажав, значи соработката која што ја продолжуваме на овој начин, го трасираме и патот на реализирањето на уште поуспешни ликовни колонии, бидејќи самата ликовна колонија која што започна во 2012 година со помош на, односно во организација на општина Кочани, прерасна во една традиција, си го зазема своето место во нашиот прекрасен град Кочани. Делата на младите ликовни уметници се поставени во фоајето на Домот на Арама.